Општина Струмица интензивно ги спроведува инвестиционите активности од проектот Развој на алтернативни форми на туризам, финансиран од Европската Унија, преку ИПА програмата за прекогранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Грција. Денес промовираме една многу значајна активност од проектот, преку која се утврдени, маркирани и класифицирани 20 пешачки патеки во вкупна должина од 112 километри. Зошто ова го правиме токму тука, од оваа локација? Затоа што овде се наоѓа точката од која почнуваат најголем број патеки, вкупно 6, од кои најкратката е со должина од 2,28 км, а најдолгата 9,53 км. Ридско-планинските патеки кои ги утврдивме заеднички со планинарските клубови и љубителите на природата започнуваат од 6 точки, и тоа Ловендом, Момин бунар, Банско и Габрово, Велјуса, Брана Водоча и Попчево. Истите, низ прекрасни природни содржини, ќе водат до најзначајните културно-историски и природни богатства од општина Струмица, и тоа Цареви кули, манастирот Свети Илија, црквата Свети 15 Тивериополски маченици, црквата Свети Кирил и Методи, манастирите во Водоче и Велјуса, римската терма во Банско, Гавровските водопади и други природни реткости и убавини. 9 од овие патеки може да се користат за пешачење, џогирање и планинарски велосипедизам, а останатите 11 патеки може да се користат и за АТВ возење и планински мотоциклизам. Најголем дел од патеките се од прва, втора и трета категорија, односно се лесно совладливи, имаат цврста подлога, благи ридести делови и се достапни за најголемиот број на граѓани кои имаат минимално искуство во пешачењето. До крајот на проектот ќе мапираме и неколку патеки од четврта и пета категорија, наменети само за професионалните планинари кои се наоѓаат на планината Беласица. Пред секоја патека ќе поставиме информативна табла која содржи мапа, општи информации за патеката, должина, надморска височина, потребно време за минување и информација за класата, односно тежината на патеката. По должината на сите патеки ќе бидат поставени соодветни туристички сигнализации, составени од 6 информативни табли и 70 знаци и патокази со известувачка и насочувачка информација. Овие знаци ќе помогнат за полесна ориентација на потенцијалните туристи до културните, историските и природните места. За популаризација на алтернативниот туризам во фаза на изработка се и веб портал, визуелна анимација на утврдените патеки и играно документарен филм за промоција на туризмот во општина Струмица. Со реализација на овие активности, финансирани од Европската Унија, љубителите на природата, рекреативците и професионалните планинари ќе можат одблиско да ги запознаат убавините на целиот струмички регион.